Со само 5 или 6 возила изминатата седмица се изнесувал сметот од Куманова, а оваа недела бројката на функционална механизација на јавното предпријатие Чистота и зеленило е зголемена на 11. Надлежните најавуваа дополнителен број на возила на терен, но во моментов се сервисираат. Денеска екипи на комуналното предпријатие започнаа со расчистување на дивите депонии на локацијата кај поранешен туш во Средорек и Бавчи. Во последните 15-20 дена имаме проблем со наша механизација, со наши возила. Значи, прошлата недела имавме само 5-6 камиони исправни кои излегуваа секојдневно на терен. Затоа на одредени места имаше проблеми, одредени приградски и селски средини. Имавме од наша страна нередовно изнесување и одлагање на отпад. Ние веднаш прискочивме од некои општини, добивме помош како Кавадарци и Липково, добивме помош од општествено одговорни компании како БДА Кланица. Притекна во помош, значи секојдневно луѓето работеа со нашиот екип. Воедно сакам да нагласам дека од понеделник навака ситуацијата со нашиот возен парк е за нијанса подобра. Од понеделник наваму секој ден искачаат околу 11 камиони автосмечари, специјални машини, грајфери и корпар. До некаде е подобра ситуација, се уште е критична, се уште е лоша. До крај на ова или следна недела очекуваме уште 4-5 камиони да не излезат од Серис и сведоци сме на високи летни температури, горештини. Отпадот е таков, се шири непријатна миризба, ние ќе се трудиме сето тоа да го средиме, да го од наша страна сервисираме како што треба. Бараме трпеливост од граѓаните, секаде имаме дежурни телефони, може и на мене секојдневно граѓаните ми се јавуваат, интервенираме секаде по потреба, се трудиме состојбата да ја нормализираме со отпад и се надеваме во периодот кој предстои дека истиот ќе биде како што треба. Најалармантна ситуација и состојба е управо со тие мали автосмечари, односиво со 3 до 5 метри кубни, значи со тие се дефект. Се трудиме најбрзо што можеме, значи тоа не зависи од нас, зависи од сервисерите кај ни се наоѓаат возилата. Има компании кои сака да не излезат во престој, како што кажа пред малку, општествено одговорни компании се трудат, ни помагаат. Со градоначалникот денови разговаравме, тој сериозно се труди и мислам дека прави напори за набавка на нова механизација. Истата треба одреден временски период да помине, да се направат сите финансиски анализи како што треба. Се надевам најалармантна состојбата со механизација, со камиони за изнесување и одлагање на отпад. Се надевам дека во период од неколку месеци, 3-4 месеца, дека ќе дојдат нови машини, нови возила и состојбата со отпад да се конечно, како да кажам, нормализира. Иако оваа депонија чистеме пред само месец и половина, повторно се соочуваме страшно ужасна гледка. Денеска работни екипи на јавно предпријатие Чистота и зеленило ќе извршат чистење на овој терен, ќе го однесат овој отпад. Продолжуваме локалитет Бавчи, исто денеска таму ќе расчистуваме. Средорек населба имаме ужасна гледка и таму. Значи сега дека што има диви депони, ќе се трудиме наредниве денови да ги расчистиме.